Драги дечиња, почитувани ученици, јас сум Иле Мишевски, наставник по физичко и здравствено образование во основното училиште Страшок Бинџур, село Малакоњари, Прилеп. Денес, во наставната содржина, мојата тежина, ќе се запознаеме како правилно и точно да ја измереме сопствената тежина. Што представува телесната тежина? Тежината на детето може да ни даде прилично прецизна слика за нормалноста на развојот. Сепак, децата на иста возраст генерално имаат различна тежина. За нормално растење се потребни соодветни калориски внесувања од храна, а воедно и вежби за телото, како и игри за деца. Мерењето на тежината кај децата не е само бројка, туку е сериозен показател кој кажува дека вредностите се или не се во нормала. Затоа, децата треба редовно и правилно да се мерат. Правилно и точно мерење. Најмалку 4 пати во текот на една учебна година треба да биде измерено секој дете, односно ученик. 2 пати во прво полугодие и најмалку 2 пати во второто полугодие. Што значи тоа? Еднаш на почетокот на учебната година, еднаш на крајот од првото полугодие, потоа повторно на почетокот од второто полугодие и еднаш на крајот на завршувањето на второто полугодие. Добиените резултати од извршените мерења треба да се внесат во личниот картон на ученикот. По потреба и запознавање на родителите со вредностите од мерења, односно да бидат родителите запознаени со телесната тежина на сопственото дете. Резултатите се важни показатели за здравието на децата. Родителите најчесто се загрижуваат за тежината кога децата се во понапредна возраст, но секогаш треба да се обрне внимание зашто тоа е показател на нивното целокупно здравје. Затоа треба да се биде активен наблюдувач на своето дете, да се следат будно развојот, активностите и потребите на правилен раст и развој на детето. Како правилно да се измериме? Тежината кај децата се мери на вага за телесна тежина. Со стапалата да стануваме мирно на вагата, неколку секунди без да се движиме и правилно и точно го отчитуваме резултатот. Како подобро да го запознаеме резултатот? Кога ќе го извршиме мерењето, за добро да го запомниме резултатот, ќе си зададеме задача да изработиме неколку вежбички онолку колку што изнесува бројот. Например, ако вашата тежина е 27 кг, за бројот 2 правите 2 потешки вежбички, например, 2 скокови во висина, 2 скокови во далечина, а потоа за бројот 7 правите 7 склекови или стомачни или било која соодветна вежба која ќе изберите вие. И така, добиениот број за секогаш според изработените вежби подобро би го запомниле. На оваа табела е дадена просечната тежина кај момчиња и девојчина од 1 до 10 годишна возраст. Можеме да забележиме дека со односот на просечната тежина кај момчињата во однос на девојчињата е малку поголем со неколку грамови. Например, кај едногодишно момче просечната тежина е 9,6 кг, додека кај едногодишно девојченце е 8,9 кг. Пред заводување на училиште, односно предшколската возраст, кај 4 и 5 годишната возраст, со односот е тука некаде, кај девојчињата од 5 години е 18,2 кг, а додека кај момчињата е 18,3 кг. Можеме да забележиме дека кај 10 годишната возраст, со односот во однос на девојчина према момчиња е малку поголем, 31 кг за 2 е за 10 годишна возраст момчиња и 31,9 кг е просекот
на тежината кај девојчињата. Почитувани ученици, драги дечиња, со ова ја завршивме денешната наставна содржина. Се надевам дека повторно ќе се слушнеме и видиме со некоја нова методска единица. Ви благодарам на вниманието.